Здруженијето на преведувачи и толкувачи денеска во Куманово ја одржа 10-та годишна конференција. Темата на конференцијата беше здравствените предизвици кај писмените преведувачи и усните толкувачи. Пред присутните зборуваа лекар-ортопед, јога инструктор и психолог. Здруженијето на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија редовно одржува годишни конференции, значи секоја година имаме годишна конференција. На нас за 10 години, оваа година имаме јубилејната 10-та конференција. Откако одржавме 2 конференции онлайн, претходните 2 години поради пандемијата, сега ја имаме првата конференција во живо и одлучивме да се собереме надвор од Скопје во еден малку поопуштен амбиент. Оваа година конференцијата е посветена на здравието и на професионалните мерки кои што може да ги преземат преведувачите и толкувачите, да се заштитат себе си од професионалните ризици. Па токму поради тоа имаме многу интересна агенда со интересни гости, значи имаме лекар-ортопед кој што ќе зборува за професионалните заболувања кои што може да ни се случат во текот на животот. Потоа имаме јога инструктор која што ќе зборува за вежбите кои што треба да ги правиме со цел да ги намалиме ризиците. Исто така имаме психолог, имајќи предвид дека работата на преведувачите и толкувачите е исклучително стресна, најчесто работат сами, често се соочуваат и со психолошки проблеми, од тие причини повикавме и психолог. И имаме уште неколку гости кои што на некој начин ќе го заокружат овој циклус на прашања поврзани со здравието и добросостојбата на преведувачите и толкувачите. Исклучително ми е драго што имаме добра посетеност, имаме членови, меѓутоа имаме исто така и лица кои што не се наши членови, а кои што редовно ги посетуваат нашите конференции. Имаме присуство од факултетите, професори, студенти и мислам дека ќе имаме навистина успешна конференција денес. На денешната конференција беше промовиран и новиот вебсајт на Здруженијето mata.mk на кој може да се најдат податоци за досегашните активности, но и дополнителни корисни информации за преведувачите и толкувачите во земјата и странство.